ја следите емисијава на Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јони и Бети. Почитувани, наредниве минути се резервирани за разговор со нашиот драг гостин, господинот Самуил Малчевски, универзитетски професор и политички аналитичар. Верувам, нема да имаме проблем со линковското поврзување. Господине Малчевски, се гледаме. Добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана за денешново ваше гостување. Добро утро, Бети, добро утро, Јон. Ви благодарам многу. Добро утро по македонски, добар ви ден по австралиско време. Ви благодарам многу за покената. Поздрав до вас, до нашите слушатели, нашите браќа и сестри во Австралија и секаде во светот од убавото и прекрасно сончево утро во Македонија. Сончево беше и денес во Сиднеј. Добро ви утро и од мене, господине Малчевски. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија за темите кои ги одбравме со Бети за денес и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои се со нас. Се надевам јас. Во средата конечно се потпиша договорот со Frontex. Владата, но и владеачкото мнозинство се испофалија дека постигнале огромен успех бидејќи бил потпишан на македонски јазик, игнорирајќи го фактот и вистината дека и досега сите договори со Европската Унија беа потпишувани на македонски јазик. Колку македонски јазици има во Македонија спрема оваа ненародна власт? До толку ли се слепи и не можат да видат дека ова не е успех, бидејќи цената која ја плати Македонија со менување на исконското име е преголема? И дали ова е испланиран потек од страна на Европската Унија, бидејќи некако потпишувањето се случува во момент кога довербата на владата е на многу ниско ниво и ветувањето кое го даде дека ќе го промени уставот за да влезат бугарите во преамбулата како услов за започнување на преговорите е неиспорачливо поради цврстиот став на опозиционата ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Многу прашања во едно. Вака. Многу прашања во една или едно по едно. Значи прво во право сте, ова не е прв договор кој што е потпишан на македонски јазик, но ова е прв договор во кој што во една меѓународна институција, тоа е Европската Унија, постои една унитерална изјава од страна на Република Бугарија со која што се тврди дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот јазик. Значи, штетата која што дуото СДСМ-ДУ ја прави на Република Македонија во континуитет е огромна. Значи, ние ако пред тој предавнички договор од Преспа никој нас не нарекуваше со на погрдно име, сега ние мора да се објаснуваме дека сме македонци, дека тоа погрдно име не постои, дека нема таква нација. Мислам, мрко ми е да го изговорам и затоа се обидувам и да не го изговорам. Ако претходно ние имавме македонски јазик, сега имаме изјава со која што се тврди дека ние зборуваме нечи дијалекти, упорно треба да се обидуваме да се објаснуваме дека нашиот јазик е македонски јазик, дека ние не зборуваме ничи дијалект. И тоа е, знаете како, прво оваа влада или Ковачевски стана премиер, буквално беше инструиран, ставен премиер, он не доби избори. И он е свесен дека со овој рейтинг што го има и со континуитетот пат на рейтингот кој што го има, никогаш повеќе нема да биде премиер во Република Македонија. И она што му останува изминатиот период е упорно да се грабат или да се држат за властот. И знаете, секој ден на власт нивен е плюс за нив. Зашто ако не се на власт, они практично нема ништо да прават, треба да се вратат онаму од кој што дојде од улица. Зашто ако суштински ги проверите биографиите, не само на Ковачевски, на мнозинството министри во владата на Република Македонија, ќе сватите дека они практично немаат кариери, немаат живот, немаат професија. И они упорно се обидуваат да им се додворат на сите, само за да можат да си купат уште еден ден плюс на власт. Дали потпишувањето на договорот со Frontex на македонски јазик е гаранција дека официјалниот јазик на Македонија, кога еден ден ќе стане членка и ако стане, ќе биде заведен како македонски јазик, без фусноти, без додавки, без звездички и дека нема да се наруши македонскиот идентитет во процесот на пристапните преговори? Не сум сигурен. Не сум сигурен, зашто како домагов меч ни стои таа унитерална изјава од страна на Република Бугарија, со која што упорно се тврди дека ние зборуваме нечи дијалект, а не наш македонски јазик.
И таа изјава во овој момент не само јас, нема некој што може да процени што би донело на долг рок таа изјава. Од друга страна ние имаме едно извитупирување на европските критериуми, на некопенхашки критериуми, во кои што билатерални прашања, историски прашања стануваат дел од пристапните преговори за Европската унија, и тоа е случај само за нас, за Република Македонија. Така да, знаете како они тврдеа дека со Преспанскиот договор нешто заштитиле, па видовме дека сега не ословуваат со она погрдно дури и пред некој ден председателката на Европската комисија тоа го кажа во Скопје на официјална пресконференција. После не тврдеа дека со францускиот предлог нешто заштитиле, па гледаме дека ние сега се објаснуваме и се докажуваме дека зборуваме македонски јазик, и таа една битка која што ќе трае. Штетите од оваа подданичка политика на владата ќе бидат долгорочни, ќе треба многу време да се исправат истите, ќе треба многу борба да се вратиме на позиции пред тие договори. Така. Како ќе ја прокоментирате изјавата на премиерот Ковачевски дека со потпишувањето на овој договор паднале во вода сите изјави на некои деструктивни сили, алудирајќи на опозицијата дека ова немало да се случи? И како ќе ја прокоментирате изјавата на фон дер Лајен дека го исполнила ветувањето дека Фронтекс ќе биде потпишан на македонски јазик? Вака. Ајде дел по дел. Ајде првиот дел од прашањето. Значи прво Ковачевски не знам како би го коментирал. Знаете што? Значи јас имам една теза која што вика дека човековото тело е изградено од милиарда клетки, преку милиарда клетки. Ако барем една од тие клетки има минимум достоинство во него, нема човекот да си потпише изјава дека е деловно неспособен. Зборувам за она изјава во 2001 година. И што потоа ние да коментираме? Значи, кој човек сам за себе би си потпишал дека е деловно неспособен? Јас не познавам, ниту во моето поблиско обкружување, ниту во моето пошироко обкружување не познавам човек кој што би потпишал такво нешто. И тука знаете како, јас изјавите негови почнувам да ги перцепирам како изјави на недоветен, на деловно неспособен човек, а тоа е веќе сосема друга наука се бави со тоа. Не можеме ние никако универзитетски професори, никако политички аналитичари да се бавиме со тие изјави. Од род на фон дер Лајен и на незината изјава, да не е ништо спектакуларно. Значи, знаете како, што направи они? Македонскиот јазик е кодифициран многу години уназад. Но проблемот останува, после пак ќе се навратам на универсална изјава. По мене, почесен пристап на фон дер Лајен ќе беше да дојде во Скопје да ја осуди изјавата на бугарскиот министер за надворешни работи, во која што фашистот цар Борис III го глорифицира и го кажува дека во денешно време тоа не е проблем. Што имаме ние бугарски клуб со истакнат фашист, со имен истакнат фашист тука. И знаете како, не знам што да кажам, помалку тоа ми делува шизофрено. Знаете, ви од една страна викате чист македонски јазик, а од друга страна да нарекувате со она погрдно име на официјална пресконференција и немате реакција ниту од македонскиот премиер таму, ниту од било кој друг владен представник, дури не убедуваат дека тоа е некаков си лапсус. Проблемите гледате дека постојат и ќе ги има и допрва ќе ги има, и ние допрва ќе треба да се покажуваме и да се докажуваме, нешто што не беше случај пред овие два подданичко-предавнички договори. Да се задржиме уште малку на Урсула фон дер Лајен, когаш не веќе кајнесе, таа е председателка на Европската комисија, и вие ја напоменавте през конференцијата, но и тоа сакаме да слушнеме од вас како ќе ја прекоментирате изјавата, цитирам: "Длабоко сум убедена дека северномакедонците конечно ќе се обединат." И исто така, кога сме кај ова, нешто спомнавте околу ова, како ќе ја прокоментирате изјавата на министерот Бујар Османи, дека тоа не му сметало и дека таа била многу коректна, но и дека требало да бидеме горди што дошла во посета, а не да се фаќаме за тоа дека не нарекла северномакедонци? Прво, такво нешто не постои. Ние сме македонци, кои што го говориме македонскиот јазик, и нашата татковина се вика Република Македонија. Она што ова подданичко-предавничка власт ни го направи изминатите неколку години е, како да ви кажам, еден нивен обид за политичко обстојување, за жал на штета на македонските национални интереси. Ја тука апсолутно го разбирам Бујар Османи. Што он губи?
Он јавно се декларира дека е албанец, од никаде не кажува дека е македонец и него воопшто не му смета тоа. Но тоа што тој го прави не е во интерес на соживотот кој што упорно ни го туркаат овде. Не е во интерес на она парадигма едно општество за сите кој што на крај испадна една голема измама. Така да јас би му препорачал на Османи да се држи до неговите ставови надвор од македонските национални интереси. Јас очекував како министер кој што го плаќаме ние граѓаните на Република Македонија, во најмала рака да побара извинување од фон дер Лајн за употребата на тоа погрдно име. По прифаќањето на така наречениот француски предлог, се почесто се зборува за отварање на македонскиот устав, а особено во последниве неколку денови, кое отворање е и додатниот услов за да се вметнат бугарите во преамбулата. Како што се собира обрачот околу ова, ненародна власт за да го исполни даденото ветување дека ќе го сменат уставот, се повеќе најави има за различни барања од политичките партии, особено од албанските политички партии, како услов за давање на поддршка за смена на уставот. Дали отварањето на уставот постана бесконечна желботека за отварање на бесконечни барања на политичките партии, па ако сакате и на соседите, ќе се отворили Пандорината кутија? Вака, значи, уставни измени нема да има. Значи, јас имам блиски контакти со повеќе претеници од предничката група на ВМРО-ДПМН и сум убеден дека барем тие 42 кои што ја представуваат ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија во парламентот, нема да потлекнат на ниеден притисок и нема да се случат уставни измени. Што се однесува до онај, барем не под овој притисок и вака кој што они се обидуваат на сила да ги донесат. Нека заборават дека ова е 2018 година, тоа никогаш нема да се повтори повеќе. Што се однесува до вториот дел, секој отварање на уставот е Пандорина кутија. Со секој отварање на уставот се јавуваат или се повампируваат нечи неостварени амбиции, нечи лични фрустрации и се тоа е поле за заловење на ситни политички поени. Знаете како, ние веќе премногу долго време зборуваме за унапредување на нечии права, а во суштина гледаме дека Република Македонија тоне. Че не може ако ви од една страна се унапредуваат правата, од другата страна државата да тоне. Тоа се два процеси кои што мора паралелно да се одвиваат. По мене, пред да почне да се прави сето тоа, треба да се направи една убава ревизија. Што нас не се случува изминативе 20 години и која е причината да Република Македонија во овој момент се наоѓа во вака незавидна позиција. После тоа ние може да зборуваме дали треба да се промени уставот, дали треба да се поменат законите, дали треба да се променат некои други работи, или тоа е во функција на подобрување на внатрешните државни процеси, а не во функција на исполнување на нечии лични фрустрации. Така. Повторно зачестија посетите на високите представници на Европската Унија и сите ја пеат истата песна околу промената на уставот, која промена постана услов за започнување на преговорите. Каков е вашиот став околу нивните изјави? Дали нивните изјави кои изјави за мнозинството македонски народ се перцепцираат како закани, притисоци и уценувања можат да се наречат европски принципи и дали ваквиот начин на уцени и политички диктати води кон добрососедство и пријателство? Ајде од последното прашање, апсолутно не. Кога станува збор за добрососедство, значи за градење на пријателство и на пријателски односи, а не на уцени и на закани. Што се однесува до разните европски емисари кои што ни доаѓаат тука, значи јас на сите нив упорно им кажувам и упорно ги прашувам и јавно сакам да кажат според кој Копенхашки критериум билатералните односи се дел од пристапни преговори за Европската Унија. Според кој Копенхашки критериум историските прашања се дел од предпристапните преговори за членство во Европската Унија. Нема и нема ни да има. Дали ова што моментално Република Бугарија го прави со Република Македонија е дел од оние базични европски вредности, 6 според кој што или врз основа на кој што е основана Европската Унија? Одговорите на сите овие прашања се не. Тогаш зошто упорно нас не зборуваат
за европски вредности, а они сами не ги почитуваат тие европски вредности? Зошто упорно нас не зборуваат за критериуми, а они сами не ги почитуваат тие критериуми? И јас, пазете, значи да се разбереме, местото на Република Македонија е во Европската унија, ама не на ваков начин, не со вакви уцени, не со фабрикување и промена на историјата, не со уцени со вметнување на билатерални прашања како дел од критериумите за наше членство во Европската унија. Македонија треба да биде дел од Европската унија врз основа на критериумите на кои што досега важеа за сите, а не врз основа на некои специјални критериуми кои што важат за сите нас. Второ нешто, јас отворено ги прашувам сите тие европски емисари, дали они знаат што со Балкан или што со Западен Балкан? Во овој момент две држави од Западен Балкан ги имаат отворено преговорите со Европската унија, тоа се Република Црна Гора и Република Србија. Двете се буквално заглавени во крилцокак. Република Црна Гора 10 години точно води преговори, има затворено 3 поглавја. Или, кој ќе видите од вкупното е околу 9, нешто проценти од вкупниот процент на поглавја. Значи, они ако за 9 поглавја, за 10 години успеле затворат 3 поглавја или 9%, како нас не убедуваат дека до 2030 година ќе влеземе во Европската унија? Мислам, помалце е смешно тоа што упорно се обидуваат да ни го направат нас или да ни го наметнат нас. Така. Тие се уште мислат дека народот пие мастило. Во Знаете како? последните Џон, ај само уште мало дополнување. така, Значи, после подавничко-предавничкиот договор од Преспа ни ветуваја странски инвестиции, ни ветуваја благодет, ни ветуваја се. Едино нешто што добивме, што Република Македонија е полноправна членка на НАТО и барем границите ни се во овој момент заштитени и можеме да бидеме сигурни дека ова поданичко-предавничка власт нема да преговара за редефинирање на границите. Значи, барем тука можеме да спиеме бидност, јас веќе кажав, они се спремни да направат се, само за да останат на власт. После, со подпишување или со прифаќање на францускиот предлог, тоа не е француски предлог, тоа е бугарскиот предлог спакуван во француска паковка, они не ветуваја благодет, ќе сме имале ова, ќе сме имале она, ние гледаме дека тоа нема. Во Република Македонија секој ден се живее се полошо и полошо, тоа треба сите да го знаат. Значи, ние не видовме ништо добро од сето тоа што ни го направи, освен што таа мала група на власт упорно продолжува убаво да живее на штета или на грбот на нас граѓаните. така. Во последниве неколку недели се води еден вид на кампања против ВМРО-ДПМН, пред се против лидерот господинот Христијан Мицкоски, дека наводно ретерира од цврстиот став за недавање на поддршка за промена на уставот со цел да влезат бугарите во него. Од друга страна, Мицкоски пред некој ден на една панел дискусија по повод 129 години од Македонската револуционерна организација најави нов план и современ патриотизам, но и даде одговор на евентуалниот покушај за нарушување на унитарниот карактер на Македонија. Мицкоски во неговата дискусија изјави дека унитарниот карактер на Македонија е линијата која што ВМРО-ДПМН ќе ја брани иако е потребно и со живот. Каков е вашиот став прво околу тоа наводно ретерирање околу уставните промени? Дали вие гледате такво ретерирање од цврстиот став на ВМРО-ДПМН пред секај Мицкоски и како ги анализирате вие неговите изјави? Има ли намерно искривување на неговите изјави? Второ, како ќе ги прокоментирате изјавите на новиот план на современ патриотизам, како и линијата за унитарниот карактер? Како вие ја свативте неговата спремност за разговор со премиерот Ковачевски, како и поканата до сите политички партии за македонско национално обединување, дури и до владеачката СДСМ? Видете вака, прво јас не гледам воопшто каде Мицковски ретерирал во однос на уставните измени или во однос на она што се нарекува, ајде да кажеме, внесување на бугарите во уставот. Имаше една негова изјава која што беше така протолкувана, во која што тој вика: ајде да видиме дали ова е последно или дајте ни гаранција дека ова ќе биде наш последен услов. Знаете, ние од 94 година наваму требаше да го смениме знамето, го сменивме, па тоа ни беше последен устав. Па требаше 2001 уставот, па после тоа територијалната поделба. И се некако ние имаме последни услови и уште овој услов ако го исполниме, ние ќе влеземе во Европската унија.
И тоа беше еден, ајде да кажеме, фрлена ракавица во однос на Европската унија. И они викаат, ајде сменете го уставот, уште ова е последно и готово вие ќе влезете, што е една по мене малце чудна ситуација, бидејќи ние имаме после тоа цел процес кој што ќе биде условуван со билатерални прашања и со историски прашања. И Мицковски во таа насока ја повика Европската унија да каже или кои се гаранциите дека ако го смениме уставот, тоа ќе биде последен услов за ние влеземе во Европската унија. И ја не гледам ретирирање од ставот негов. Јас напротив сум убеден дека во овој момент по пратничката група на ВМРО-ДПМН владее силно единство и коалицијата за обнова на Македонија владее силно единство и дека уставни измени нема да ни се случат. Така. И тука не гледам јас, тоа се спинови. Владата троши многу пари да ги оцрни сите оние кои што не мислат како неизе. И тука не е само Мицковски, тука е на плејада на истакнати македонски интелектуалци кои што упорно се противат на ова поданичко предавништво што го прави владата. И тоа не е овде фолклор и секојдневие. Во однос на вториот дел, знаете како? Јас современиот патриотизам го сваќам како обезбедување на квалитетно образование за нашите деца. Обезбедување на квалитетна здравствена заштита за нас, за нашите деца, за нашите родители и повозрастните луѓе. Квалитетна социјална заштита за сите нас, безбедност, мир, функционирање на полицијата. Нешто што поготово последниве 5 години ние не го гледаме. Апсолутно тонеме на секое поле. И со сигурност можам да кажам дека секој ден се полошо и полошо се живее тука. Мислам дека тоа или изјавата на Мицковски беше втор чекор во оној првиот, нели, пред некое време он од позиција на лидер на опозиција ВМРО-ДПМН успе да обезбеди 2 битни договори за снабдување со енергенси на Република Македонија. И тоа е во интерес на граѓаните, тоа не е во интерес на владата или на СДСМ. Скопје почна грејната сезона, ние се плашиме дали ќе имаме парно или не. Нафтата секој ден расте. Дрва за огрев за помалите градови кои што немаат парно грејење, регулирано ниво на град е се поскапо и поскапо. Така да и ова изјава јас се гледам во насока на тоа. Во насока како ние граѓаните да живееме подобро, а не во насока дека ние треба да седнеме со СДСМ и да ги прифатиме нивните услови. Апсолутно СДСМ е политичка партија која што веќе е на заминување. Процентите кажуваат дека следните избори ќе ги изгубат катастрофално. И во таа насока ние треба да седнеме и да се договориме што ќе правиме потоа и како граѓаните Република Македонија ќе живеат подобро во Република Македонија. Јас така барем го прецепирам од тој современ патриотизам кој што го промовира Христијан Мицковски. Во однос на универзалниот карактер на државата, ние гледаме дека со ова отварање на уставот веќе некои структури во државава се повампирија и сум убеден дека ВМРО-ДПМН исто така ќе биде на линија на одбрана на унилатералниот карактер и дека пратеничката група нема да попушти на притисоците и на уцените кои што секојдневно ни се случуваат. Очигледно дека вие убаво рековте дека ова извртување на работите, меѓутоа ме чуди мене зошто медијата во Македонија него поставува и додатниот услов за отварање на уставот, каде што Мицковски вели преговори не под вакви услови. Значи, оние условите кои сега не доаѓа во обзир, ако се променат условите, можеби. Затоа на власта сигурно му успе во ова вербање и до некој можеби некој веќе наседнува на таквите изјави, мислат дека ретерира партијата од тоа. Знаете, медиумите упорно одбиваат и да го пренесат оној момент во кој што Мицковски вика добро е, ќе ги унапредиме правата на бугарите во Македонија, иако се малци 5-6 илјади луѓе се. А што правиме со правата на македонците во Бугарија? Преку 20 пресуди од Меѓународниот суд за човекови права во Страсбург, Република Бугарија не ги исполнува. Што правиме со тоа? И тоа се тие работи кои што упорно медиумите ги прикриваат и ги искривуваат. Така.
Премиерот Ковачевски, наместо да одговори на поканата на Мицковски за македонско национално обединување, тој се одлучи да испрати покана на адреса на опозицијата во собранието за обединување. Како што рече, заради иднината на оваа држава, избегнувајќи да го изговори и името Македонија. Поканата за обединување се однесува за преговорите со Европската Унија и на уставните измени кои треба да се случат за време на скринингот, услов кој треба да се исполни за да можат да започнат преговорите. А за кое исполнување потребно е двотретинско мнозинство. Но од друга страна ја нападна опозицијата за деструктивност. Како ќе ја прокоментирате поканата на премиерот Ковачевски? По мене, мислам, тоа е едно страшно лицемерие кое што. Значи, Ковачевски, ако има нешто да каже или ако сака да каже, прво имаше можност да го направи тоа пред 10 дена, мислам, имаше отворена покана за ТВ дуел со претседателот на опозицијата или со Христијан Мицковски, од која што он избега. Сега гледаме дека втор пат бега од ситуација да седнат и да се договорат по клучните прашања кои што сте во интерес на македонскиот национален интерес, пардон, се на линија на одбрана на македонски национални интереси. Оно што он упорно го прави е се обидува да им се додвори на сите, освен на нас граѓаните на Република Македонија, зашто верува дека со некаква си квази меѓународна поддршка ќе успее што е можно подолго да остане на властот. И секој ден на власт него му е ден плюс во неговиот живот. А мене мислам, како да ви кажам, он зборува за некаква си деструктивност, а од друга страна ние сме веќе барем овде сме свесни дека година дена владата упорно ги обструира општините кои што се под раководство на опозициони кадри. Ако за него деструктивност е тоа што опозицијата не дозволува Македонија да се задолжува секојдневно со закони во собранието, по мене тоа е во интерес на нас граѓаните да ние не се задолжуваме. Зашто не гледаме каде се трошат парите. Оваа власт е веќе 6-та година на власт почнува од ова, или до сега потрошија 5 буџети по 4,20 милиарди евра, ние не видовме во што ги потроши. Апсолутно не видовме. Ако деструктивност е опозицијата да ги брани или да го брани задолжувањето или да не дозволува да се задолжува, тогаш опозицијата нека продолжи да биде деструктивна во парламентот. По мене, тоа е во интерес на граѓаните на Република Македонија. Ако деструктивност е да не се дозволува да се донесат закони кои што се ниту се во европскиот дух, ниту се во интерес на граѓаните на Република Македонија, тогаш окей, нека биде опозицијата деструктивна. Ама за нас граѓаните тоа е во интерес. Така да, по мене јас би го повикал Ковачевски место да обвинува за некаква си деструктивност, да излези на избори. Да излези да добие избори. Он е премиер кој што е инсталиран без да добие избори. Напротив, и ги изгуби локалните избори, тоест да, како премиер во Тетово. Ајде на избори, ако добие мнозинство во парламент, нека продолжи. Но јас не верувам дека ќе добие мнозинство во парламент и оттаму ја гледам таа негова сервилност или подаништво кон се она што мисли дека може да му донесе ден плюс на власт. Од прифаќањето на така наречениот француски предлог поминаа 3 месеци. Државниот врв, но и парламентарното мнозинство ги напаѓаа и се уште ги напаѓаат сите оние кои предупредуваат дека францускиот предлог ќе донесе нови и поголеми проблеми за Македонија и македонскиот народ, а интегративниот процес ќе остане непоместен. Некои од предупредувањата веќе се остварија, некои се остварува. Се отворија бугарските клубови во Македонија со имиња на фашисти, во Европскиот парламент се зачестија провокациите од страна на бугарските европратеници и на сето ова згора е и најновиот пакет барања на албанските политички партии во Македонија како услов да гласаат промена на уставот, како еден од првите услови за остварување на пристапните преговори. Како вие гледате на оваа ситуација? Се приближа ли Македонија поблиску до членството во Европската Унија и како ќе ја прокоментирате изјавата на претседателот Пендаровски дека процентот на спротивставување на така наречениот француски предлог паднала за 20% и дека сега бил тој 55% наспроти 75% како што покажуваат анкетите и дека подпишувањето на договорот со Frontex бил гаранција дека македонскиот јазик ќе остане чист како што милват да речат.
Пендаровски ова го базира на необјавена анкета, која што не сакаже да каже, само кажа дека ја правела некоја невладина организација во Скопје. Што да кажам, страшно смешно. Значи, јас повеќе очекував од Стево Пендаровски како председател на Република Македонија да излезе и да ги осуди фашистички, така наречените културни клубови со фашистички имиња и да побара од представниците на Европската Унија да го осудат тоа однесување да кажам на дел од бугарските политичари. Место тоа упорно гледаме дека, ајде да кажам, човекот си игра со некакви проценти, глуми не знам, некаков си интелектуалец, али на крај на денот, кој ќе се спомни Стево Пендаровски, имаше скандал пред некој време, он примил некоја си старлета таму во резиденцијата, и што да ви кажам, мислам, тоа е нивото. Ја не очекувам ништо повеќе од еден таков човек кој што прво на страшно смешен начин стана председател на Република Македонија. Второ, гледаме дека упорно се обидува да глуми звезда место да ги заштитува македонските национални интереси, влегува од гаф во гаф, гафот со Борисов, гафот со старлетата. Не знам, мислам, како да ви кажам, јас би го повикал да се држи, си седи во вилата Билјана, да се држи до неговите ингеренции и да не навлегува во коментирање на некакви си неофицијални анкети. Во основа на неговите неофицијални анкети не може да се направи ни една релевантна, да кажам, политика, а пропри тоа со сигурност можам да кажам дека отпорот кон она што се случува моментално во Република Македонија е се поголем и поголем. И дека тој не е паднат за некакви си смешни 20%, дека е се поголем и поголем, и дека се повеќе граѓани на Република Македонија, македонци, како и нашите браќа албанци, турци, власи, срби и роми, одбиваат да го прифатат она што моментално владата им го сервира. Така да, место да дава страшно смешни изјави, нека си седи горе во вилата Билјана, нека си пие кафе, помалку штета ќе прави за Република Македонија во овој момент. Така. Како ќе го прокоментирате планот на фон дер Лајен за помош на Македонија и регионот во справување со енергетската криза, кој изнесува 1 милијарда евра, од кои како итна почетна помош 80 милиони евра ќе биле за Македонија, а кои средства ќе можеле да се користат дури во јануари следната година? Знаете како, вие на почеток ме представивте мене како универзитетски професор и тоа мене ми е базично занимање. Кога работите на универзитет и кога се бавите со наука, основно нешто што треба да направите е да правите некоја компарација што се случило, како се случило, за да може да извлечете некакви заклучоци. Кога Унија најавија така наречената помош, што ќе видиме кога ќе ја добиеме, мене одма ми текна на она помош што ни ја нудеа за вакцини во, како се каже, ковакс се викаше механизмот. И тогаш ни ветуваја брда и долини, за жал тоа стигна премногу доцна. Ако не беше помошта вакцини од нашиот северен сосед Република Србија, не ни сакам да помислам што ќе се случуваше во Република Македонија во тој момент во однос на ковид пандемијата. Па така и со оваа помош. Дали ќе биде тоа јануари, ќе видиме. Мене ме интересира баш да видиме што ќе се случи во јануари и зашто конкретно ќе бидат наменети тие 80 милиони евра. Ако тоа биде како што ни го направија со вакцините, со ковакс механизмот, благодарам, тоа ќе биде премногу задоцнето и тоа ќе биде повеќе во санирање на штети, а не во превенирање на тоа што може да ни се случи во идниот период. Така. Последниве неколку денови во Скопје имаше дојави за наводно поставени бомби во неколку скопјски училишта со заканувачка содржина за безбедноста на учениците. Дали Министерството за внатрешни работи излезе со информации кои стои за дојавите и од кои причини? И кога сме кај ова министерство, дали сте забележали дека во последно време министерот Оливер Спасовски секаде се појавува со значка на Македонија на реверот? Што сака да покаже Спасовски со ова? Видете вака, ајде прво. Прво имаше закана за бомба во ЈСП и тоа ја отвори Пандорината кутија, нели протестираја, нема ја добиено плата, па имаше мејл, во кој што еден ден Скопје остана без јавен превоз и после тоа не се случи заканата за бомби по средните училишта. Мислам дека
тоа е помалце детска игра, дека некој сака да, иако не сум експерт за тоа за безбедност, но мене тоа ми наликува како некоја детска игра. Децава сега не сакаат додатно да настава, па си играат со тој момент, иако не би исклучил дека може да се случи од играчка плачка. Не дај Боже да се случи од играчка плачка. Во делот на Министерството за внатрешни работи, ние сме, знаете како сведоци дека тоа министерство последниве неколку години успешно функционира во одбрана на криминалот и на корупцијата во Република Македонија, а во се друго или кочи, или истрагите траат, или немаат доволно податоци, немаат доволно докази за нештото, па така не очекувам ништо спектакуларно дека ќе направат. Таму има еден куп професионалци кои што за жал се спречени да ги обавуваат секојдневните работни обврски заради тоа што Оливер Спасовски Министерството за внатрешни работи го претвори во своја партиска инсталација која што служи за заштита на корупцијата и на криминалот. Што се однесува до значката, има една македонска поговорка која што на крајот завршува: доцна е чедо, доцна е. Да не биде малце повулгарен. Оливер Спасовски беше дел од структурата која што на насилен, недемократски начин го смени уставот на Република Македонија, која што вршеше притисоци, уцени и закани попратеници, и една значка на сакото негово не го иззема од одговорноста. Тој ќе биде запишан на црната страна на македонската историја како дел од луѓето кои што мимо волјата на мнозинството македонци, граѓани на Република Македонија, го смени уставот и нашето исконско име. Така. Партиска делегација од ВМРО ДПМН е предводена од лидерот господинот Мицковски. Утре, 30 октомври, ќе присуствува на отварањето на македонскиот културен клуб Никола Вапцаров во Благоевград. Ковачевски, иако поканет од организаторите, ја одби поканата и нема да оди. Наместо тоа, тој изјави дека од владата и од Министерството за култура ја подготвувале документацијата за отворање на Македонски културен центар во Благоевград и ќе испратиле до бугарската влада барање за отворање на македонски клуб, кој пред неколку месеци го најави од собраниската говорница. Покрај ВМРО ДПМН и Левица најави дека ќе бидат на отварањето на овој културен клуб. Како гледате вие на сето ова? Прво, јас жалам што ради мои фамилиарни обврски утре не можам да бидам во Благоевград и да присуствувам на отварањето на културниот клуб. Во секој случај, културниот клуб се вика Никола Јанков Вапцаров, што е истакнат македонски револуционер и деец. Антифашист, човек кој што го дал животот за Македонија, тоа не можеме ние никако да ги споредиме со квази клубовите со фашистички имиња кои што се отвараат на територија на Република Македонија. Јас од Ковачевски не очекувам ништо повеќе. Значи, он му е страв да појде ради тоа што може ќе му се налутат неговите другарчиња во Бугарија, па ќе му ги прекинат бизнисите и бизнис релациите кои што се случуваат во позадина. Секако го поздравувам фактот што делегација на најголемата македонска опозициона партија ВМРО ДПМН, паралелно со тој делегација на Левица, ќе присуствува на отварањето на културниот клуб во Благоевград, Република Бугарија. Како ќе ја прокоментирате изјавата на министерот за надворешни работи господинот Бујар Османи, кој изјави дека македонскиот клуб во Благоевград не бил со добра намера, бидејќи фондацијата која што стоела позади клубот и која што го финансирала клубот, Османи не мисли дека овој клуб можел да биде во функција на промовирање на македонската заедница и на интересите на граѓаните. Османи истакна дека кога дознал кој го финансира клубот, му било се јасно, алудирајќи на македонското меѓународно движење за човекови права во Канада. После изгледа на Османи му смета ова фондација од Канада, која отворено се спротиставува на сите погрешни чекори на оваа ненародна власт. Не само таа фондација, сметаме сите ние, они би биле најсреќни кога ние кои што отворено се спротиставуваме на таа поданичка политика би не немало едноставно. И тука не гледам ништо спектакуларно во неговата изјава. Едноставно човекот си има задача, успешно си одработува задачата, за жал на штета на
македонските национални интереси. Не сум запознаен со активностите на фондацијата од Канада, но во секој случај знам кој што е во Република Бугарија позади клубот, и тоа се истакнати борци за човекови права, истакнати македонисти. Јас не гледам ништо спорно позади отварањето на тој клуб, ама гледам спорно во тоа што Османи никако да ги осуди овие фашистичките клубови тука. Никако, значи знаете како кога темелите на Република Македонија се изградени врз основ на АСНО, врз основ на револуционерното движење, врз основ на антифашизмот. Вие не може да чутите кога ви отвараат бугарски клубови со фашистички имиња. А Османи упорно чути. И се не му сметаат фашистиве што ќе носат клубови со фашистички имиња, а му смета македонски клуб со име на истакнат антифашист. Мислам, како да ви кажам, страшно смешно, за жал, пак ќе кажам, на штета на македонските национални интереси. Како гледате на најавата од страна на Левица дека ќе испрати официјално писмо до Советот на Европа, Европската комисија и Борел како висок представник за безбедносни прашања, во кое ќе бара и Европскиот парламент да се изрази за глорификацијата на фашизмот и нацизмот преку овие контраверзни клубови, чиј извор на финансии е од странска држава, членка на Европската Унија? Прво, не е прва иницијатива на Левица, кога што сум јас запознаен, ама сите иницијативи некако завршуваат неславно. И така да би бил воздржан околу коментарот на оваа иницијатива, ние сме свесни дека сите претходни иницијативи на Левица некако завршија во дупка без дно, но за жал направија пак своевидна штета во сите процеси. Мене повеќе ме радува тоа што претениците на ВМРО ДПМН и на опозицијата, кои што се дел од тие меѓупарламентарни групи, упорно се обидуваат и се борат против тоа што се нарекува промоција на фашизам во 21 век, и упорно се борат против оваа подданичка политика која што владата ни ја наметнува во овој момент. И тука со сигурност, не знам колку јавност е запознаена, но со сигурност можам да го поздравам, ајде да кажам, моментот што потпредседателот на ВМРО ДПМН Николовски неколку дена упорно во Брисел обавува средби со високи представници на Европска унија, во која што се ова што ние го зборуваме денеска тука го кажува и го представува таму. Така да повеќе би сакал да видам акција наместо памфлети. Значи едно е вие да пуштате памфлети, а друго е да појдете таму и да пробате со посети, со средби и со се да ги прикажете сите овие девијантни појави кои што ни се случуваат моментално на територија на Република Македонија. Господине Милчевски, дали со отстранувањето од уставот на прагот од 20% поврзан со употребата на албанскиот јазик постои можност, и дали треба да стравуваме дека Македонија ќе постане бинационална држава де јуре и отварање на патот за федерализација на Македонија? Ние пред неколку месеци, кога што се среќаваме, добро се среќавам, во иста оваа емисија дискутиравме околу пописот. И пред да почнеме да дискутираме за отварање устави за проценти, треба да се направи сериозна ревизија на спроведениот попис, заради тоа што и тогаш и сега упорно ви тврдам дека бројките, презентираните бројки во пописот се нелогични, се нереални и треба да бидат подложени на ревизија. Откако ќе направиме ние ревизија на сето тоа, тогаш можеме да видиме што или дали тој процент е реален или не е реален. До тогаш треба да бидеме воздржани и треба да бидеме, ајде да кажеме, секогаш кога ќе се спомни отварање на устав и редефинирање, треба да кажеме добра, да направиме прва ревизија на пописот. Они ќе бегаат од ревизија на пописот како ѓаволот од темјонот и сами се свесни дека пописот е нереален и дека бројките прикажани во пописот се нереални. Од друга страна, што се однесува до редефинирање, промена на устав и така натаму, во овој момент единствена гаранција дека тоа нема да се случи е претеничката група на ВМРО ДПМН. Ако гледате историски, претеничката група на ВМРО ДПМН никогаш не паднала под 40 претеници, така да не верувам дека они ќе успеат да издействуваат двотретинско мнозинство, да на ваков начин, со вакви уцени, со ваков фалсификуван попис, успеат да го променат уставот.
Дали со ваквите барања ќе се дозакочи и онака веќе закочениот европски пат на Македонија со цврстиот став на ВМРО ДПМН за недавање на поддршка за промена на уставот со цел да влезат бугарите во преамбулата? Видете, ние практично почнавме некаков си скрининг процес со Европската Унија, за кој што најавија, беа се сликаја еден ден во Брисел, сите владини медиуми, владини перјаници овде, со знамиња мафта ја готово, веќе влеговме во ЕУ, ама во суштина од тогаш натаму ние не знаеме што се случува во тој скрининг процес. И не само ние, и Република Бугарија, и Република Србија, и цел Западен Балкан е во ќорсокак. И тоа е заради тоа што Европската Унија нема визија што со Западен Балкан. Не ради нас. Ние требаше до сега да ги направиме процесите, да ја хармонизираме нашето законодавство за ние побаво да живееме. Јас има еден документ кој што се вика Извештај на експертска група на Рајхард Прибе, кој што требаше до сега 100 пати да го имплементираме, ама гледаме дека ние не само што не го имплементираме, дека состојбите уште се полоши и полоши. Република Македонија тоне во криминал и корупција. Дополнително на сето тоа, последните неколку години во сите извештаи на релевантни меѓународни организации, вклучувајќи го американскиот State Department, ние веќе сме карактеризирани како наркооаза. Така да, се повеќе и повеќе ние тонеми сме во ќорсокак ради владата, не ради изјавите, не ради блокирањето на ВМРО ДПМН на уставните измени во парламентот. Ние имаме влада која што во 5 години не може да се пофали со ниеден проект. Не може да се пофали со ниедна реформа. Не може да се пофали чак и више дека, не знам, улица асфалтирале, дека километар автопат не направиле. Они не можат да одржуваат, да ги одржат објектите, инфраструктурата која што претходната влада на ВМРО ДПМН ја направи, а камо ли нешто ново да направат. Така да, ако сакаме да излеземе надвор или да излеземе од овој ќорсокак, не треба да го менуваме уставот. Нас не требаат предвремени парламентарни избори. Ни треба власт која што ќе има кредибилитет да спроведува реформи. Нас не ни треба поданичко-предавничка влада која што не е инсталирана без избори. Тие се проблемот, не е проблемот ВМРО ДПМН во парламентот. Проблемот е што 5 години по 4-20 милиарди евра ние не знаеме каде ги потрошија. Шајка немаат заковано во Република Македонија. Господине Малчевски, каков е вашиот став околу дебатите на националните телевизии во Македонија, на кои се зборува на теми поврзани со македонските национални интереси, на кои учествуваат македонски представници и представници на албанскиот блок, но и само од македонскиот блок? Како ќе објасните таа голема поделеност каде што очи ќе се извадат? За чиви интереси одработуваат оние на кои не им пречи разнебитувањето на Македонија? За лични. Јас сум многу често сум присутен на дебати, многу често дебатирам со истите тие луѓе. Можам со сигурност да ви кажем дека ајде народски кажам, и родена мајка би си продале за некој мал ситен интерес, и тоа најчесто е вработување, директорско место, некое хонорарче. Мислам, верувајте, до толку е мизерно. До толку е мизерно за директор на, не знам, да си го вработи детето како директор на институција, он е спремен све да, или тој или таа е спремен све да продаде. Така да во тие луѓе вие не можете да очекувате ни морал, ни вредности, ни етика, ни чувство за припадност. Они имаат чувство само за финанси и за лични интереси. Испаѓа дека толку многу лежат што не дозволува не една капка да падне на подот. Да не бидеме вулгарни, ама така испаѓа. Господине Малчевски, пазете, уште едно нешто, само извинете малку, уште едно нешто да дополнам нова. Значи, кога ќе ги проверите CV-ата или биографиите на сите тие луѓе, пак доаѓаме до онај момент, луѓе без професии, луѓе без лични успеси, луѓе без фамилијарни успеси, и тоа е единствен начин да они некако обштествено преживуваат. Нема ништо друго во позадина на нивниот така наречена експертиза или не знам граѓанство во кое што они упорно се обидуваат да се прикажат дека припаѓаат. Дали имавте можност да го проследите интервјуто на специјалниот представник на Обединетото кралство за Западен Балкан, господин Стюарт Пич, на една национална телевизија, и ако одговорот е да, кажете ни како ги оценувате неговите изјави?
За да бидам искрен, не успеав да го проследам интервјуто. Така. Изминатиот период, ајде да кажам, сум премногу зафатен и покрај моите општествени активности, со активности на универзитетот каде што работам, така да не би знал што да искоментирам во тој поглед. Добро. Вчера во Македонското собрание претениците од владачкото мнозинство го изгласаа предлогот на владата господин Христо Пенов да биде новиот министер за локална самоуправа кој доаѓа од ЛДП. Што очекувате од господинот Пенов? Што да очекувам, да бидам искрен? Прво, Министерството за локална самоуправа е едно министерство кое што помалци или повеќе дел или постои ради политичко пазарење помеѓу партиите. Не можам да го спорам господинот Пенов, зашто во периодот кога тој беше градоначалник на Скопје стварно има остварено видни успеси, но мене ме зачудува годините, ме зачудува како сега прифаќа да биде дел од една ваква неуспешна влада, а го сега прифаќа да биде дел од едно вакво лабаво парламентарно мнозинство и не знам што би можело истиот да допринесе во овој момент за Република Македонија и за институциите во Република Македонија. Сега паралелно со тоа сакам да го искоментирам и оној момент на, ајде да кажеме, тоа што се случуваше во парламентот, покаже дека пак владеачкото мнозинство е на кристални нозе. Они 3-4 дена, 2 месеци прво е таа кандидатура или номинација на Христо Пенов. Они после 2 и нешто месеци конечно вчера успеа да го изгласаат. И мене ме интересира што ќе произлезе тоа гласање. Успеа да соберат 63 претеника. Која е позадината на тоа и кои се партиските пазарења за изборот на Христо Пенов? Знам дека ќе бидат на штета на нас граѓаните, но баш би сакал во следниот период да видиме што е тоа што ќе се случува. Така, како ќе го прокоментирате и изборот на уставните судии, кој избор исто така се случи вчера на пленарната седница? Мене вака, тука има еден малце шизофрен однос на владата. Зошто е шизофрен однос? Што не може ви од една страна да се зборите за демократија, од друга страна да ги рушите или да ги кршите процедурите внатре во собранието на Република Македонија. Дебатата за уставните суди или комисиската расправа се уште не е завршена. И они мимо деловникот, мимо законот и мимо позитивни законски прописи, вчера двајца уставни судии ги изгласаа на пленарна седница. За самите уставни судии опозицијата доволно говореше и се продолжи на рака на владата. Тоа е продолжување на партизацијата на институциите или на највисоката институција уставен суд. За жал, место истакнати експерти, место луѓе кои што без ни една дамка ќе ја водат таа институција продолжува да биде дубло на тандемот СДСМ ДУИ. Така. Господине Малчевски, ви благодариме за учеството на во емисијава. Верувам го задржавме вниманието кај сите наши ценети слушатели и гледачи, кои ги има во голем број. Ви посакуваме убав викенд, пријатно до слушање и скоро довидување овде на Македонски корени. Ви благодарам, Јон, ти благодарам, Бети. Благодарам на поканата и секојаш ми представува задоволство разговорот со вас. Се надевам дека во доскоро време ќе успееме да направиме една емисија во која што ќе можеме да кажеме дека се случуваат предвремени парламентарни избори во Република Македонија и дека конечно оваа ненародна власт ќе се замине во историја или во темните страни на историјата каде што и припаѓа. Благодарам на поканата. Поздрав, убаво попладне, поздрав до нашите слушатели. Професоре, од ваша уста Божји уши, остануваме во контакт, се слушаме и гледаме. Амин, се слушаме. Поздрав, убаво попладне. Чао, чао.